Благодарам. Сонја, и со наредната содржина во утринската програма остануваме на ваш терен, впрочем со слика и тон одиме на Галичица, дел од планината е национален парк кој што е под заштита на УНЕСКО заедно со Охрид и Охридското езеро. Од година во година има се поголем број на посетители, но и се поголем број на содржини кои што го задржуваат вниманието на посетителите. На сите овие теми разговараме со Ангела Тасовска, која што ја имаме во моментов на Skype во Македонија на утро. Ангела, добро утро и благодарам за позитивниот одговор за разговор во утринската програма. Добро утро, Кристина. Поздрав до сите гледачи на македонската телевизија. Пред малку слушнавме од Антонио какви се интервенции имала планинската спасителна служба и јас сакам наредниве минути да го ставим фокусот на убавите нешта на Галичица. Она што ме интересира на самиот почеток, а верувам како информација е добродојдено и за домашните и за странските туристи. Има ли некакви посебни дозволи кои што треба да се извадат за да се влезе во националниот парк во однос на посетеноста? Како се влага периодот во него? Па добро, не само високите температури, самиот квалитет на живот на средина и како природата влијае врз човекот, едноставно ги примамува посетителите да го посетат некој од националните паркови. Во однос на националниот парк Галичица немаме потребна било каква најава претходна, единствено доколку не посетуваме некој од локалитетите кои што се наоѓаат во зона на строга заштита, како што е островот Голем град, и најважно во овој летен период да се почитуваат оние правила кои што важат, да не се фрлат до горчење од цигари, да не се прави скара на неозначени места, да не се пали оган се со цел да не дојде до некои несакани појави како пожари и слично. Повеќе од 150.000 посетители годишно е бројка која што кажува многу за тоа каква е посетеноста на националниот парк. Сега што велат статистиките за изминативе неколку месеци? Расте ли бројката и од кого имаме поголема посетеност, од домашни или од странски туристи? Во последните 2 години имаме значително подобрување во однос на туристичката сезона. Бројката ни е значително поголема, а во однос на посетеноста, дали се странци или домашни, најчесто се странски, оние кои што сакат да реализираат некоја активност, за разлика од домашните, најчесто преминуваат преку патниот правец од Охридска према Преспанска страна и обратно. Во однос на содржините кои што ги споменав во најавата и кажав дека ги збогатувате, што е она што во моментов го имаме како атрактивна содржина која што привлекува посетители? Што се нуди националниот парк на посетителите? Па добро, тука ни е планинарењето, тука ни е планинскиот велосипедизам, параглайдеризмот, возењето со 4 колки, искачувањето, алпинистичкото искачување на карпа или вија фератата. Едноставно националниот парк Галичица располага со силно развиена структура, има велосипедски пешачки патеки во должина до околу 250 км и навистина има активности за сечи вкус. Она што го споменуваме при секое ваше вклучување, ако се навратам низ времето во Македонија наутро, се едукативните работилници за деца, за кои што исто така има голем интерес. Од каде се имавте посетители изминатиот период? Што се можеа да научат децата? И од друга страна, кои се најинтересните прашања кои што ги добивте од нив? Па добро, еколошката едукација е составен дел од управувањето на националниот парк Галичица. Во последните 3 години имаме значително енормна растечка бројка на посетеност од страна на учениците. Во овој момент бројме преку 2000 ученици до сега, додека сме реализирале работилници. Тие се опфатени со различна тематска содржина или пак ги реализираме во рамки на некои низа проекти. Изминатата година морам да се пофалам дека успешно влетавме во приказната мрежа за искуствено учење, еден многу голем проект кој што го спроведува Македонско еколошко друштво во координација со УНИЦЕФ, истиот финансиран од Шведската агенција за меѓународен развој и соработка, во кој членуваат засега 7 организации, каде што реализираме настава во природа. На нашите работилници едноставно ги учиме децата да се поврзат за природа, ги мотивираме повеќе време да приступуваат во природа, како треба да се однесуваме во природа, што треба да понесеме кога одиме во природа и слично. А во однос на најчестите прашања, верувајте, имаме доста интересни. Најчесто е од прашањата кон мене лично, дали сум го видела рисо, дали сум видела мечка и така. Навистина се децата е една инспиративна група, особено најмладите за работа.
Кога зборуваме за посета на националниот парк, често знаеме да кажеме посетителите да ги понесат со себе своите фотоапарати и еве зошто тоа го велиме. Со повеќе од 600 растителни 170 животински видови кои ги поседува националниот парк, а ни дава причина повеќе да го заштитиме и да зборуваме гласно за него, го привлекува и вниманието на посетителите. Што се поседува, Ангела, необично како флора и фауна? Паркот е уникатен по својата природна реткост, навистина изобилува со голем број назначени растителни и животински видови. Кога едноставно само преминувате по патниот правец од Охрид према Преспа или обратно, уживате во убавите пейзажи кои ни ги нуди Галичица. Тука ни е дел од Стара Галичица кој што е доста значаен за самиот парк. Тука ни се изворите Свети Наум, островот Голем град. Навистина не би можела нешто да извам самиот уникатен по себе. Кога зборуваме за националните паркови, секако мораме да споменеме дека грижата за нив е и институционална, но индивидуална одговорност. И сега наредниве минути сакам и за двата аспекти да продискутираме. Ќе започнеме со државата. Што е она што како законски пропис го имаме, што ги штити националните паркови, а потоа ќе зборуваме и за нас индивидуално. Какви мерки се на сила, односно како државата ги заштитува националните паркови? Заштитените подрачја, особено националните паркови, кога станува збор во однос на природното богатство, се најрепрезентативниот дел во нашата земја. Државата со самото прогласување на заштитени подрачја, донесувањето на голем број на законски, подзаконски акти кои што го фаќаат прашањето на животна средина, се грижи за истата. Од оваа година морам да напоменам дека за прв пат после многу години Министерството за животна средина и просторно планирање издвои одреден буџет за сите 4 национални паркови во вид на финансиска поддршка, за чија финансиска поддршка сите национални паркови требаше да подготват низа проекти со низа активности нормално кои што се во согласност со нивните планови за управување. Иако институционалната одговорност е важна, не помалку важна е индивидуалната. Што правиме ние во овој сегмент? Каков е вашиот впечаток низ годиниве? Го чуваме ли доволно она што го имаме како национално богатство? Во однос на индивидуалната, навистина имаме еден долг пат за одење, но сето тоа ќе го промениме со активна еколошка едукација и подигање на јавната свест кај луѓето, особено кај оние најмладите. Сето она, знаете, што ни се случува околу нас, депониите, дивоградбите, масовната урбанизација, криволовот, нелегалната сеча, изградбата на мали хидроцентрали, сето она негативно влијае врз целокупниот биодиверзитет, а со тоа и врз функционалноста на екосистемите, што е доказ дека и баш не се грижиме за сето она што ни го дава природата. И во тој контекст, што можеме да направиме за да ја унапредиме заштитата? Да ги применуваме директивите за птици и живеалишта, да ги применуваме законите за заштита на природа, да шириме едукација и свест кај населението, да прогласуваме што е можно повеќе заштитени подрачја и слично. И во еден сегмент од разговорот забележав дека споминавте какви се убавини има националниот парк, но дека не можете да издвоите која ви е омилена во разговорот со учениците. Јас би замолила, еве, да ставиме една прва на листата, која што би требало да се види и искуси при посета на националниот парк. Сите се подеднакво значајни апсолутно, но вам лично, која ви е прва на листата? Некако од помилените, затоа што активно планинарам, некако од помилените врвови ми е бугарска чука, потоа лакосигно и магаро, тука не би можела да го изоставам. Оние пониските врвови, елен врв, висок врв и така натаму. Изворите Свети Наум, нормално, кои што се во граници на паркот, островот Голем град и така натаму. И ако имаме температури вакви какви што имаме, не вообичаени за овој период од годината, но климатските промени го земаат својот данок и тоа го чувствуваме секако во пракса. Имате ли впечаток дека годинава ќе срушите рекорди во посетеност? Па се надеваме, да, веќе странските туристи го имаат посетен националниот парк Галичица. Имам дојава дека имаме
голема заинтересираност, тука не се и домашните туристи, се повеќе планината е поатрактивна, особено за помладите, се повеќе се стремиме да престојуваме во природа, така што се надеваме дека веќе во месец септември ќе имаме една повисока бројка за разлика од изминатите години. Со години се гледаме на Skype и комуницираме и пренесуваме се што е ново како информација од Националниот парк и се договараме да го испиеме првото заедничко кафе. Години назад ве канем во студиото, но овој пат јас ќе се поканам кај вас на ваш терен, бидејќи чинам дека таму е многу убаво првото утринско кафе. Во секое време. Благодарам Ангела, тоа беше Ангела Тасовска од Националниот парк Галичица за сите новости кои ги нуди како атрактивна содржина, но и за кусо проговоривме за богатството од флора и фауна кој го поседува Националниот парк, а кое секоја година мами се поголем број на домашни и странски туристи да го посетат.